Можно е. Тоа е одговорот на шефот на државата на прашањето поставено во насловот на денеска одржаната дебата. Дали е можно Северна Македонија да стане членка на Европската Унија до 2030 година? Како аргументи за, Пендаровски ги наведе внатрешниот потенцијал, искуството, поставениот систем за водење преговори. Сепак, има едно но. Не сум сигурен во овој контекст и во овој комплекс на прашања за две други работи. Прво, не знам дали ќе постигнеме национален консензус по тоа прашање. Во овој момент го немаме. Че зборувам за реален, не за реторички консензус. Дали ќе постигнеме и дали ќе го одржуваме, бидејќи мора да го одржувате со години и години додека траат преговорите. И второ, не знам дали Европската Унија и по завршување на војната во Украина ќе го задржи фокусот врз регионот. Председателот потоа беше подиректен за тоа што треба да се направи. Прва не пречка, него прва обврска во таа смисла е промената на уставот. Тука треба да се покаже дали си за Европската Унија или не си. На иста линија и владата повикува на вистинска, не само декларативна заложба за зачленување во Унијата. Вистинскиот национален консензус за ЕУ, за жал кај нас се уште не е постигнат од сите политички актери, затоа што до сега во најголем дел од времето бил само декларативен. Има две димензии кога на вистина треба да се покаже дека сте за Европска Унија. Прво, решавање на тешките прашања со соседите, кои што долго не држаа во чекалната, неоправдано се согласувам, меѓутоа видовме дека протокот на време не ни носи подобра позиција и протокот на време не ги исчезнува проблемите. И второто прашање, дали сакаме после 30 години независност, повеќе од 30 веќе, да го промениме начинот на водење на политика, економија, дипломатија, институции, се. Тоа е вистинското прашање. Европските дипломати пак предупредуваат дека сега е вистинскиот момент кој земјата мора да го искористи, но и да испорача во делот на реформите и да ги преземе уставните измени за вметнување на бугарите во преамбулата. Сега предизвикот за Северна Македонија да го искористи импулсот за решително да напредува на патот кон Унијата. За ова неколку работи треба да се случат. Најважно е земјата да покажува вистински напредок во реформите. Фокуси патчиња не постојат, зборовите не се доволни. Тоа значи градење на демократски институции, владење на правото, почитување на човековите права, видливи активности во борбата против корупцијата преку развивање на судството и обвинителството кои ќе одговорат на задачата. Јасно е дека за да се искористи сегашниот импулс, уставните измени мора да се направат. Овој чекор не може да се избегне. Но за сега тоа е малку веројатно зашто опозицијата, без чија поддршка нема двотретинско мнозинство во собранието, се противи овој парламентарен состав да влезе во процес на промена на уставот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.